Здраво на сите кои дојдовте по вашата дневна доза смеење. Без грижи, денес ќе добиете дупла. Во филмскиот свет велат дека продолженијата ретко кога се добри, ама ние сме тука за да ви го докажеме спротивното. Ако уживате во минатата епизода Золололошка 1, спремете се за Золололошка 2. Спремете се за уште повеќе смеја, уште повеќе хаос и уште помалку логика. Нашите мали истражувачи, научници и филозофи повторно се тука со свежи теории, неочекувани идеи и заклучоци што би ја збуниле дури и Википедија. Ке прошетаме повторно низ светот на животните, ама не со мапа, туку со детска фантазија и искрени муавети. Ке дознаете зошто штиклите се омилени играчки на кучињата, зошто некои мачиња исчезнуваат под мистериозни околности и која е тајната диета на папагалите. Сите овие нови детски филозофии ќе ве воодушеват и насмеат одеднаш. Во оваа епизода, децата навистина ја превземаат сцената со своите одговори, ставови и убедувања кои не можете да ги најдете ни во најдебелите енциклопедии. Јас бев водител, така што само ги следев, слушав и се трудев да научам нешто ново од нив. Сместете се удобно, исклучете ја логиката, вклучете ја смејата и подгответе се за нова епизода полна со хаос, љубопитност и детски бисери. Добре дојдовте во Золололошка 2, продолжението што никој не го бараше, ама сите ќе го обожаваат. Тебе кој ти е најубаво животно? Мачка. Мач? Да не имаш маче дома? Не. Имаш маче? Има в кендице на маче. Ама? И беше бело и се баре кога ќе стане. Само ми се врташе околу нозе. И се нешто го изеде. Мачето? Да. Како го изеде маче? Појма нема. Како бе маче? Кој јаде маче? Кој би можел да го изеде мачето? Не знам. Например, мачето што може да изеде? Волк. Мачето вол, може волк го има нападнат. Мачето, да. Тој волкот од црвенка па? Мама се направи како црвенка па. Кој се направи? Мама. Да, мајка ти се направи како? Кога? Вчера. Се фарбаш. Како се изфарба црвен? И сакаше да биде намерно црвенка па или? Да. И што би рече? Кажа, сакам да бидам портокалова и на крај испадна црвена. Која фарбаше? Косата? Која фарбаше? На фризер? Да. Па како ја утнаа бојата? Испадна убава. А убава ја сега? Да. Значи па ако сега е црвенка, па така? Да. А ти еден ден да си главен дома, што би направил? Со Аргус да си играм. Со што? Со Аргус. Аргус? Да. Што е тоа? Куче. Имаш куче? Да. Што збе? Аргус се вика? Да. Ле. Големо е? Да. И што правите со кучето? Ми се муче у соба. Кучето? Да. Па објасни му бе, Александар. И што му викаш ти? Да не ми се муче и он пак ми се муче. Значи не се разбира од збор. Ти што не му кажеш, глеј, кажи му Аргус, јас колку сум послушен, глеј ти колку си не послушен. Па јас така му кажувам и он пак така ми прави соба. А ти кога му зборуваш, тој што ти вика? Кога му зборувам и кога му кажувам да не ми се муче у соба и он пак ми се муче. Да, ама нешто лаја, ти кажува нешто? Да. Како лаја? Така с устата лаја. Како? Аф, вака пре, аф. И ти му викаш, немој да мочаш, и он што ти вика? И он ме вика, и он, кога јас му кажувам да не се моче у соба, пак ми се моче. Нема, куче, не се разбира од збор, гледаш. А мачка да ја дали ке моче у соба? Не. Нема шанс. А рибите?
Рибите се у вода. Во водата мочат? Да. Јас мислам дека излегуваат надвор, одат негде во тоалет. Зар мочаат во истата вода и тука живеат? А? Не бе, се идат на песекот и таму се мочат и се враќат пак во водата. Кој е цар на сите животни? Што мислиш ти? Лавот. Лавот. Зошто? Дека е многу смешен. Знаем. Така? А кој е најубаво животно? Според тебе, освен жирафата, спомна. Зајче. Зајче, жираф. Тие се. И главно е лавот. Ти да си некој животно, кој би сакала да бидеш? Не знам. Ај размисли да видиш што да бидеш ти, на пример, да бидеш некој. Срна, може да бидеш срна? Кај живее срната? Во зоолошка. Во зоолошка. А жирафата кај живее? Во Африка. Во Африка. А лавот? Исто зоолошка. Да. А волкот? Кај живее волкот? Не знам ни јас да ти кажам право. Јас знам каде живее. Волкот живее во морето. Не? Не. Да не е во шумата? Во шумата. Да. А ајкулата? Кај живее ајкула? Во морето. Во море. Добро. Значи сега ги расчистиме да знаеме кој каде е. Така? Да. Имаш некој милениче дома? Не. Животно нема? Не. Не би сакала нешто да имаш? Па сакам две рибчиња. А имавме ние, ама умре. Од што? Не знам. Како умреа? Не знам. Како примети дека се? Да Па сестра ми беше мала и јас сигурно бев бебе. Тогаш. Ама знам дека е умре. Јас знаеш што мислам? Може се удавиле. Не, умре не се. Може се удавиле во водата. Не може риба да се удави? Не, се умре. Не. Аха. Не, јас мислам може во водата и се удавиле, не знаеле да пливаат. Па може и тоа да е. Не мислиш да е така? Не, не е така. Нема шанси, а? Нема шанси. Риба да се удави, нема шанси. Нема шанси. Кај нас знам дека се удавило. Умреле. Аха. Ама не е од удавување. Не е Може се удавување. сопнале додека пливале. Не. Нема шанси? Не. Не може да се сопне риба? Зошто? Па дека они пливаат. Па кога пливаш не може да се сопнеш. Не може. Аха. Само Може па се лизнала. Да не се лизнала, нешто и пак паднала. Нема шанси? нема шанси и умре. Кажи ми ти, да имаш домашно милениче некое? Имав, ама кај баба ми, ама го продадовме. Како бе го продадовте? Што е тоа? Куце. Го продадовте? Да. Зошто? Зашто по дома многу лаеше. Па добро, куче, тоа му е работа да лае. И цело време сакаше надвор да оди. Кучето? Да. Па може му се мочкала. Затоа сакала надвор да иде. И све гризе. Кога баба ми и дедо ми кога го ставаат дома, само штиклите ги гризе све. Све што ќе најде. Може не сте му давале за јадење, може гладно. Па има. Што има? Куцешка храна. И не му е тоа доволно, почнува да гризе. Да. Зошто ги гризе штиклите? Зашто сака да се игра. Си игра, бе. Па вие, значи, играчки сте требали да му купите. Па има, ама куцето не ке. Неки играчки сака штикле. Да. Сега те разбирам. И сака други работи да гризе. Освен има и други работи. Имаш некој милениче дома? Да. Што има? Папагали. И ке чувам и мача. И маче? Чекај. Да не е опасно маче и папагал да чуваш? Нема да ги нападне папагалите? Не. Мислиш? Папагалите се во кафеса, не летаат. А во кафе се... Какви папагали имаш? Па жолти син. Како се викаат? Мини и Мина. Мини и Мина. И што им даваш за јадење?
Јадење. Јадење. Да. Ти За им готвиш? папагали. Не, за папагали купуваме и им даваме. Купено, значи. Не готвите по дома за папагали? Не се. А па некој им даваме и краставица. Само краставица. Да. И храна за папагали. А краставица без сол, без ништо, без нема оцет, зетин. Без ништо. Без ништо. Така си ја јадат. Да. И не се бунат, например, дај малце сол, не те вика. Не. Што ми гледаш во капчето? Кој има тука на капчето овдека? Што е ова? Прас. Прасе. Друго? Зајак. Ги знаеш овие цртани? А ти гледаш цртани? Кој ти е омилен? Кој си го гледаш? А? Елза. Елза. Елза ја гледаш? Знаев. Зашто се раскажуваше во тоа Елза? Што беше тоа? Зашто беше приказната? Само песна пеелс. Елза само песни пее. Да. Што прави друго? Не знам. Ама ти само песните ги гледаш од Елза? Добро. А сестра и како се викаш? Ана. Ана што прави? Не знам. Ајде бе да видиме. Гледај се. Црвена боја. Овде што пишува? Не знам. Музеј. Овде вика мајмун. Овде вика трговски. Центар. Да. Да, и лаптоп. Ај сега да составиме од овие 4 збора една реченица. Сакаш така да направиме? Да. Приказна. Ајде. Во еден музеј. Во еден музеј имало едно мајмунче. Црвено мајмунче избегало во трговски центар и не знам понатаму. Лаптоп. И лаптоп. И си купи лаптоп. Па да, бе, избегало од музеј си вика, чекај бе, немам лаптоп. Дај да отидам да си купам каде, во трговски. За да си работи. Колку години имаш ти? 5. 5 години. Петипол? Да не се петипол? Не. 5, точно. Кажи, спееме една песничка за другарите во градинка да не гледаат. Знаеш некоја песничка? Не знаеш ниједна. Немаш некоја милена од градинка да учите? За есента, една песничка. Сакаш да испееме? Ја знаеш таа? Есента е златна кралица. Ја знаеш? Ајде ќе ја пееме заедно. 3, 4. Есента е златна кралица, дели дарови без кралица. Есен има се и се што За се има понешто. Браво. Црвено Болко за мила, жолта круша одике била. Црвено јаболко за мите, а ореви вкусни за сите. Ти повеќе ја знаеш од мене. Браво. А учите стихотворби да рецитирате, да кажувате? Градинка, не сте учеле? Не? Па, луѓе мои, јас не знам што точно се случи во оваа епизода, ама знам дека ќе ми треба викенд за опоравување. Толку животни, толку прашања, толку детски филозофии. Мозокот ми е како аквариум, полн со златни рибчиња. Сите пливаат, ама никој не знае во која насока. Децата денес ме научија дека не е важно дали си лав или маче, важно е да си гласен и искрен. Исто така, разбрав дека најдобриот водител не е оној што поставува прашања, туку оној што има храброст да ги слушне одговорите. А кога тие одговори доаѓаат од најискрените суштества на планетата, децата, тогаш знаеш дека си на вистинското место, дури и ако не знаеш што точно се случува. Јас сега ќе си направам еден чај од камилица и да разговарам малку со рибчињата дома. Можеби ќе ми дадат некој совет за следната емисија. Се гледаме следниот викенд во исто време на исто место со нови муабети, нови деца и стариот јас, што пак ќе се обидува да биде сериозен и пак нема да успее. Чувајте се, насмејте се и не заборавете. Во LOL светот секој ден е добар ден за малку хаос и многу смеа. Чао, чао на сите!